Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новата летна сезона на Буревестник Солесно 2024. Денес продолжуваме со работа, со продукција на ТВ емисии и ТВ прилози од нашето студио во спортскиот комплекс Фан Тенис. Се наоѓаме во Скопската населба и лоцирани сме во Карпош 4. Ова е нашата нова локација. Овде се игра тенис, а кога е студено време, кога е снег, се оди на скијање на Копалник со Фан Тенис. Цело време се пие преку ден добро кафе, а од денес овде почнуваме да продуцираме и телевизиски емисии. За неколку дена од друга локација ќе почнеме да емитуваме и онлайн радио програма во живо. ТВ емисиите и ТВ прилозите ќе ги гледате дел емитувани во живо, дел снимени па реемитувани. Збор ќе дадеме на сите оние што имаат нешто суштествено битно да кажат, а ние ќе процениме дали тоа е интересно и за пошироката јавност. Освен на Facebook и Twitter, ќе не има и на ТВ каналот Буревестник на YouTube, ќе не има, како што рековме, радио онлайн, а нашите содржини веќе неколку месеци можете да ги читате на веб страната Буревестник Инфо. Начално постигнавме и договор со еден собственик на билборди и ќе наскоро планираме да бидеме достапни, читливи и видливи за вас на неколку, тоест на повеќето билборди во центарот на Скопје, зависно дали се движите со вашето возило или се движите пеш. За денес ви подготвивме, тоест за денешниот ден го одбравме прво да направиме рестарт во новото продукцијско студио на Буревестник, затоа што денес е 14 годишнината од постоењето на веб страната, 14 години како на 22 март во Сараево 2010 година полета славната птица Буревестник, врста на галеб, вид на галеб кој е опеан од прочуениот поет Максим Горки, кој во чест на предвидувањето и во слава на големата октомвриска руска револуција 16 години порано ја напишал песната за Буревестник птица која предвестува бура и бурни времиња. На нашиот простор збор во нашиот телевизиски простор нема да даваме на трите трговски фирми, на криминалците од ДУИ, од ДПМН и СДСМ, затоа што се фолиранти и лажиранти на измислена реалност која не соодветствува со онаа која нормален човек кој мисли со своја глава ја гледа. Тие се собственици на трговски фирми зацкриени под политички партии, со кои раководат поединци делегирани од бивши моćници или од странски амбасади кои на овој ограбен географски простор остваруваат своји бизнис интереси. Тие странски амбасади имаат име, се викаат амбасада на Соединетите Американски држави и амбасада на Германија. Заедно со нив и под нив се амбасадата на Грција, Унгарија и Австрија, кои управуваат со ДУИ, ДПМН и СДС од нашата земја, како највлијателни, најмоćни и најголеми инвеститори во нашата земја. Под нивна контрола се телекомуникацијските оператори Македонски Телеком и А1 операторот. Под нивна контрола е прислушувањето, следењето и надзорот на она население кое се уште не си замина од нашата земја, денес грубо преименувана во Северна Македонија. Трговското друштво ДУИ, како политички експонент на терористичката организација ОНА, формирана во Белград од страна на поранешни слуги на поранешната тајна полиција УДБА, преку Белград си има своји директни и индиректни конекции со Русија. Инаку овде
ептен лажно и помодно омразена на хумористични пресконференции на министерот за надворешни работи Бујар Османи. За да ви стане јасно како тие од ДУИ ги негуваат српско-руските врски, еве ви за оваа прилика еден практичен пример. Еве како функционира акционерското друштво во државна собственост МЕПСО. Имам одлични извори од акционерското друштво МЕПСО, електропреносен оператор според регистрација, а во пракса вдомувална на неспособен кадар на СДС од нашата земја и на политичкото крило на терористите. Нивните податоци наводно се заробени, а хакерите бараат 700.000 евра рекет за да им ги ослободат податоците. Но посилен удар МЕПСО трпи од ДУИ и од СДС од внатре. Двајца од директорите на ДУИ, генералниот Зуди Енус и директорот на правниот сектор и екс-генерален директор Билен Салии, заедно со министерот за надворешни работи Бујар Османи, директно се поврзани со Белград, а од таму индиректно со Москва. Повеќето милионски тендери во МЕПСО ги добиваат фирми од Србија на српскиот државен телеком. МЕПСО, оние преку кои хакерски се пробиени и заробени, се наоѓаат под контрола на фирма од Белград, која се вика Центар за координација на сигурност СЦЦ ДОО Белград. Овој наместен тендер во октомври 2023 година им носи 180 Најголем грабеж ДУИ, Бујар Османи, Зуди Енус и Билен Салии со подпис на финансискиот директор Љупчо Зиков вршат преку тендерот за лажно сервисирање на 400 кг со референци за она што на вистина се бара. Сервис на вака габаритни трафостаници се врши за многу поголем износ во евра, а ниту една фирма од Србија нема таква референца. Дури и државата Србија, како држава, ваквите сервиси на ваквите трафостаници над 400 киловолти јачина си ги врши со фирми од странство. Криминалците од МЕПСО нашле фирма во Белград да им врши сервисирање на овдешните 400 киловолтни трафостаници за износ од 3 милиона евра. Така ќе бидат и србите намирени, и ДУИ и СДС намирени, МЕПСО, тоест граѓаните, ќе бидат ограбени. Ете за денес имав толку. Имајте пријатна вечер. Ова е емисијата со Лесно Буревесник. Јас сум Зоран Божиновски. Ќе се видиме понатаму.